Општините ќе изгубат нови неколку месеци во можноста на нивните сметки од државата по основ ДДВ да вратат повеќе пари, изјави денес во Штип министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Во однос на ДДВ-то, можам да ви кажам дека ние како ресорно министерство заедно со владата и премиерот подготвивме еден документ за децентрализација. Мислам дека и овде дел од тоа презентиравме. Во тој документ беше изголемувањето на ДДВ за општините, меѓутоа како се распишаа изборите, практично е невозможно да се имплементираат нашите заложби. На 49 страни го подготвивме документот, офаќаше и децентрализација на институции, изголемување на финансиската и од капацитет на општин. Од друга страна, во ресорот труд и социјала Мила Царовска од техничкиот министер очекува сегашниот концепт да продолжи бидејќи бил добар, изјави таа исто така денес во Штип. Јас сум сигурна дека новиот министер кој што ќе дојде во техничката влада ќе го продолжи целиот овој развоен концепт, заради тоа што овој концепт не само што има поддршка од владата, има поддршка од граѓаните, има поддршка од најранливите и секако дека сметам и очекувам да опозицијата биде конструктивна, затоа што конечно во Македонија треба да се покажат поинакви вредности, поинаков диалог и начин на конструктивна дебата и дискусија за секое прашање. На прашањето дали за периодот на техничка влада очекува значајни одлуки, Милевски врати. Бидејќи станува збор за техничка влада која што е задолжена да спроведе фер и регуларни избори, така да мислам дека други ингеренции немаат. Многу брзо се изборите до април, така да мислам дека нема ни можност да имаат нешто многу да бойкотираат. Видовме како работеше претходната влада. Може ќе има забелешки, ќе има некои жалби до јавноста, се во насока на изборите, меѓутоа мислам дека владата ќе си ја заврши задачата и ќе организира едни фер и демократски избори, впрочем и за тоа се имплементира, не да гради проекти. Тоа ќе си се прави после избори.